Вторник е, време е за нова епизода на емисијата Медицинско катче. Денеска тема – хронична бубрежна болест. Колку е опасна? Колку луѓе има во Македонија кои што боледуваат од неа? Колку хроничната бубрежна болест е причина за да пациентите завршат на диализа? Утрово на овие теми зборуваме со професор доктор Гоце Спасовски, специјалист по нефрологија од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Најавив што ќе биде денешната тема на интервјуто, значи хронична бубрежна болест, колку е опасна, колку е застапена во Македонија и колку е причина за смртност на вашите пациенти. Па како и сегде во светот, нели, таа инциденца нов број на пациенти на милион жители е од 120 до 150 на 1 милион, што значи дека околу 250 до 300 луѓе годишно се ново стекната диагноза за хронична бубрежна инсуфициенција и потреба од диализа, нели, од некој тип на заместителна терапија, диализа, перитонеална диализа или трансплантација. Дека имаме преваленција во Македонија, значи вкупен број на пациенти околу 1600 и тие се диализираат кај нас редовно 20 и неколку центри низ Македонија, а од друга страна имаме и број на трансплантации од прилика 25 до 30 годишно, со кои што мислам дека ние задоволуваме некои основни потреби, иако секогаш има можност да се подобри тој стандард на лекување со трансплантација. Кога сме веќе кај самата болест, како изгледаат симптомите, односно како се диагностицира болест? Потребна ли е некаква анамнеза, некакви лабораториски испитувања? Како човекот да препознае практично дека има хронична бубрежна болест? Како е сегде во светот и кај нас, значи, имаме одредени диагнози кои што се постоечки и кои што влијаат за многу побрзо развивање на хронична бубрежна инсуфициенција, тоа е диабетот, хронични гломерулопатии, хипертензијата која прави да бубрезите повторно имаат нефроангиосклероза, односно да не работат добро, и има некои генетски заболувања кои што исто така можат како адултна полицистична бубрежна болест да бидат, нели, фактор за поголема инциденца на ова хронична бубрежна болест. За жал, многу инапарентна, значи многу silent, многу нема е, дури не дојде болеста во фаза претерминална. Што би се рекло, ако некој не исследува регуларно лабораториски, ехосонографски, како мас скрининг метода, притисок мерење, регулација на шеќер, контрола на урина, контрола за камчиња, ако не пие доволно течност, ако јаде многу месо, односно протеинска исхрана, сето тоа може да влијае на убрзување на процесот за достигнување на терминална, значи крајен стадиум на хронична бубрежна и потреба од заместителна терапија. Ја нарекуваат и тивокубиец. Може би тоа е вистинското име врз основа на ова што го кажавте во претходното прашање. Кажете ми кои се причините покрај диабетот поради која што се појавува оваа болест? Па да, ви реков, значи осем диабетот е воспаление имунолошко на бубрезите, гломерулонефрити ги викаме, понатамо некои генетски заболувања, како адултна полицистична бубрежна болест и хипертензијата во најголема мерка, затоа што е болест на денешницата заедно со диабетот, кога во ова стресно време на живење пациентите не се прилагодуваат на можностите нивни, туку имаат стрес, тоа предизвикува хипертензија, тие се адаптираат на хипертензијата и кога ќе дојде доцна, добиваат хронична бубрежна, развиваат хронична бубрежна инсуфициенција и најчесто имаат проблеми со кардиоваскуларниот систем, односно и зголемен морбидитет и морталитет, значи и заболување и смртност. Колку е битна возраста? Има ли некаква статистика кога најчесто се јавува и дали повеќе ја има кај мажи или кај жени полово, како е распределен? Не би можел да кажам дека има некоја дискрепанца во однос на полово, иако мажите секојаш се многу по ризична категорија, нели? Во првиот дел од прашањето беше за? Во кој период од возраст дали има некоја? Да. Има луѓе што и на 80 години имаат многу добра бубрежна функција, а има луѓе, деца, 5-16 години, 20 години, кои што развиваат бубрежна инсуфициенција. Сега тука генетски условија на неврогена бешика, везикулоретрален рефлукс,
некои калкулози од мала возраст, исто генетски условени. Меѓутоа, или пак овие гломерулопатии, кои што се воспаление автоимуни, имунолошки, значи бубрегот сам е нападнат од собствените имуни клетки, и тогаш може да настапи и во млада возраст. Она што сакам да го потенцирам е дека од она што е 120 до 150 мл на чистење во минута, тоа го викаме гломеруларна филтрацијска стапка, на еден млад човек од 30 на години се пресметало. После 40 година, сите и без разлика и мажи и жени, 1 до 2 мл на минута губат годишно ниво, без болест. Сега, ако е човекот обезен, ако има 120-30 килограми, секако дека многу побрзо ќе ги троши бубрезите, отколку ако е некој послаб. Ако има шекер, многу побрзо. Ако има хипертензија, многу побрзо. Има на денешницава можности да се превенираат тие работи, меѓутоа прашањето е колку луѓето имаат самосвест за таа работа, колку во примарното здравство, значи општите доктори, матичните лекари, секогаш ќе размислуваат на овој проблем и кога тие ќе се одлучат, ако веќе најдат проблем, да го испратат до кај нас нефролозите. Не може ние сите да ги гледаме, затоа што бројот на пациенти превалентни, ама од стадиум, бидејќи има 5 стадиуми. Петиот стадиум е тоа која е потребна заместителна терапија, диализа, перитонеална или трансплантација. Претходно има многу голем број пациенти, меѓутоа од нив само 8 до 10% ќе стигнат до диализа. Сите останати веројатно предвремено ќе настрадаат од некој друг тип, најчесто кардиоваскуларен морталитет. И затоа ние велиме дека у стадиум 3B, кога се уште има доволна структура на се уште присутна нефронска маса, значи здраво ткиво, да можеме ние да делуваме со одреден тип на лекови и да превенираме развој до терминална фаза. Значи 1, 2, 30 години да можеме да го изведеме, да не дојде до потреба од диализа. Тогаш би требало да биде упатен пациентот, а не во стадиум 2, кога има и во Македонија, пример, може би 100.000 на пациенти кои што имаат малку покачен креатинин или на граница им е креатининот. Значи, сите тие работи треба да се познаваат добро и да се знае кога треба да дојде на нефролог како субспецијалист за да помогне за понатаму да не се развива брзо болеста, односно да колку можеме одложиме настап на терминалност. Откако ќе диагностицирате болеста, во кој стадиум најчесто ја диагностицирате вие, како еден од нефролозите во вашата болница? Дали се лекува со таблети и колку време е оваа таблетарна терапија кај секој пациент поединечно, бидејќи на крајот треба или трансплантација или диализа? Значи, кај нас доаѓаат во различни стадиуми. Некогаш доаѓаат многу рано, заради нешто друго, па ние откриваме хронична бубрежна, или пак ни ги праќаат матичните, после соодветни проблематики кои што они ги виделе и кои што не знаат понатаму креваат раце и затоа доаѓаат кај нас. Значи, од први, втори, па до 5 стадиум, директно луѓе има кои доаѓаат со многу покачени деградациони продукти, уреа, креатинин, хиперкалемија, во вишок на течности, која што е индикација за итна диализа, нема тука мислење. И потоа кога ќе направиме една ултрасонографски преглед и гледаме дека се мали или хиперехогени, кај што паренхимот на бубрегот е отиден во смисол дека е преструктуриран, дека нема можност да го вратиме назад, тогаш ние пробуваме, ако е во поран стадиум, со таблети. Да, апсолутно има на денеска многу breakthrough терапија, односно еден пресек што е во последните 10 години со два типа на лекови, еден е SGLT2 инхибитор, што го викаме популарно ние медицински, и вториот е нестероиден минералокортикоид рецептор антагонист. Тие два лека многу придонесоа за успорување на бубрежната функција, пропаѓање на бубрежната функција. Сем тоа има многу други лекови кои што од сите аспекти помалку помагаат за на крај севкупно да има пролонгирање на времето дури да дојде до потреба од заместителна терапија.
Какви симптоми чувствуваат луѓето, бидејќи и вашите колеги, меѓутоа и вие, она што стои во литература, па повторно ќе споменам, велат тивок убиец. Има ли некој симптом кој што треба да го препознаат гледачите кога треба сами да побараат, да упат некаков за нефролог? Ако е пример причина нефролитијаза, калкулоза, секако дека тие ќе имаат болки од камчињата и од нивното елиминирање, црвена урина. Значи, тогаш апсолутно бараат помош. Некогаш заради адултна полицистична бубрежна болест, со болки, тие бубрези кои растат и до 4 до 5 килограми, а нормален бубрек е 130-150 грами. Значи, исто и тие побаруваат помош од кај нас. Понатаму, ако има човекот главоболка со хипертензија, матење на видот, повторно побарува. И ние по дефолт правиме ултрасаунд со Доплер, значи ехосонографија со Доплер, да видиме каков е резистентниот индекс, дали е склерозиран крвниот сат или не, што е многу битна диференцијална диагноза. Понатаму, ако човекот има многу отоци на нозете или околу очите, обично им се појавува, сепак и тогаш можеме да помогнеме, ќе направиме биопсија, ќе видиме кој тип на гломеруларно засегање е и тогаш ќе дадеме соодветна имуносупресивна терапија. И последно што, диабетот пер се, значи е една од најмаркантните диагнози која што мора да се внимава за таа работа и ние имаме консензус за кардиоренален метаболен синдром, односно еквилибриум, кој што мора да го гледаме. Значи, сите пациенти кои што се диабетичари мора да се гледаат во однос на регулација на диабетот, во однос на регулација на притисокот, меѓутоа и во однос на пропуштањето на протеини кои што не треба да биде кај овие пациенти со нормално здрави бубрези, и ако пропуштаат протеини, треба да делуваме со лекарства и исто така треба да биде follow-up, значи следење многу почесто, и тие се пациенти кои што исто така ние ги превземаме да ги гледаме. Диализата е краен стадиум. Како реагираат пациентите кога ќе им кажете дека враќање назад нема и дека веќе животот им е подреден на диалитички процес, на апарати? Да. И што после диализа? Се наоѓа ли лесно бубрек? Имаме донорски програми? Каква е тука состојбата? Диализата, кога треба утешително да им се каже на пациентите, се кажува едно што е вистина. Со диализа денеска се живее. Ние имаме 30 години и повеќе пациенти што живеат со диализа. Каков е квалитетот на живот? Па ако сте врзани, јас имав пациент кој се трансплантираше и кога го однесов на еден симпозиум кај што требаше со младите да им посочи што е тоа што него највеќе го фрапираше во позитивна смисла, да бидеш диализен па да се трансплантираш, слободата на движење и на прошеткани светот. Значи, зависно кој како, во која социјално ниво е, кои се можностите и така натаму, ама мислам дека таа либералност во однос на времето и во однос на истоштеноста после тие 4-4,5 сати на диализа, кога се вади по 2-3 килограми, не е едноставно. Тоа е која, да не кажам, или диароичен синдром да имате, или да искрварите, не дај Боже, и така натаму. Така да, и има проблеми, меѓутоа луѓето се адаптираат. Ако има некој дефект на да не гледа, да не слуша, да нема екстремитет, тоа е трагедија која што е иреверзибилна, нема враќање, но сепак се живее и на крај светла точка е трансплантацијата. Да, трансплантацијата живее кај нас од 77, односно од 87 како програм кај нас, и сега во последно време ние имаме доста и кадаверични трансплантации, што е добро, и мислам дека државата треба да размислува уште поголем број на трансплантации да направи, бидејќи тоа е многу по-сврсисходно и за пациентот, и за фамилијата, и социјална, и професионална, и медицинска рехабилитација, на крај многу поевтин е пациент со трансплантиран бубрек отколку на диализа. И мислам дека можеби целиот систем што постои во здравството во Македонија треба да биде вклучен, барем овие живи трансплантации кога имаат и неможност да се направат кај нас можеби, или ако има вишок број па не може да се стигне, да се вклучи останатиот здравствен систем за да може да се зголеми тој бројот на трансплантирани пациенти. Вашата препорака до пациентите, оние кои што имаат некаква бубрежна слабост, некакви симптоми, што треба да направат и каде треба да се обратат за почеток? Најпрво би требало да биде
без разлика на современието во кое живееме, луѓето да си водат грижа за еден основен хигиено-диететски режим. Знаеме сите дека во време кога немаме можности и еманципацијата на жената со нивните работни обврски секојдневно не дозволуваат да се собере фамилијата, да има секогаш закуска и со манџа, што се вели како порано што било, сите се префрлени на фастфуд, сите се со без можност да спортуваат, да се движат, заради тоа кратко време што го имаат за една до друга обврска, сите одат со кола, одат евентуално со моторчиња, ама таа физичка активност е потребна. Обезноста си го прави своето, тоа е една хронична болест исто така во денешница, кај што целиот систем има проблем во однос на таа инфламација. И таа инфламација води до оштетување не само на крвни садови, туку и на паренхимните органи. И тука апсолутно страда бубрегот. Понатаму, јадењето многу месо, односно протеини, сирење, јајца, овие вежбачиве што прават. И тоа ми беше следното прашање, значи има такви кои што не вежбаат, меѓутоа има и такви кои што претеруваат со вежбање, кои што се хранат со апликации, така. Се во животот што е претерано не е добро. Затоа старите кажуваат златна средина е најдобра, нели? Основно, луѓето не пијат доволно течност, затоа што немаат време да отидат до тоалет. А знаете како? Вие ако сте 50 кг, јас ако сум 100, ние не можеме да земаме иста количина течност. 4% од телесната тежина е дневен внес на течност. 65 до 70% организмот се состои од течност. Колите одат на бензин, на дизел, ние одиме на вода. Тоа е најосновниот продукт што треба да го земеме ние како такви. Значи, внимание во исхрана. Внимание во физичка активност. Ако имаат веќе хипертензија, строго контролирање. Ако има диабет, строго контролирање. Регуларни прегледи, ви реков, прв знак, ако почне да пропушта бубрегот протеини, тоа е веќе црвени светла кои што треба да се палат, за да може 20 години имаме луѓе што ги водиме добро и што се одржани без да дојат за диализа. Меѓутоа има и во 2-3 години која развиваат диабетична нефропатија, го викаме тоа. Значи тоа исто така треба да се внимава. Овие генетски заболувања, тие не може да ги регулираме, меѓутоа исто превенција може да направиме за сите останати работи. Значи, многу е битен тој хигиено-диететски режим и совесноста на граѓаните дека треба да се сообразат со можностите, меѓутоа она што е потребно да прават како квалитет на живот, да си земат една минутажа, да си земат една инвестиција во сопственото здравје. Лесно е да се каже, тешко е да се имплементира, меѓутоа ако рековте генерална препорака, тоа би било. Професоре, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Имаме уште доста неодговорени прашања кога е бубрежната болест. Да, па ќе го оставиме тоа за некоја следна прилика. Еве сега имаме измени на законот за оној донорски програм или за кој што ќе овозможи кадаверични трансплантации. Ќе овозможи во смисол уште поголем број на кадаверични. Затоа што генетски немаше можност до четврто колено, а сега и тоа е метнат. Така. Уште еднаш благодарам во името на Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.